Во Македонија сега ќе се обидам ни 6-7 кратки точки да ви кажем како изгледа тој медиумски систем и зашто ја мислам дека он треба да се нападне во тие точно точки, зашто ние сега не разговараме што ќе биде експертската влада кој ќе дојде првиот ден и така натаму, ќе видиме што ќе биде. Македонскиот медиумски систем има сериозни структурни проблеми кои што нема да се решат ниту една недела, ниту една година, а мора што поитно да се почне со решавање. Прво, пазарот е потполно сатуриран. Тоа значи дека е загушен на толку мал простор, толку медиуми, со таков пазарен потенцијал не постои речиси нигде во светот. Заради тоа нарушени се пазарните функционирања на медиумите. Второ, постои висок политички паралелизам. Видите, паралелизмите во теоријата на медиумите се нормална работа. Да речеме, синдикалните весници во Италија имаат висок политички паралелизам, Ла Република, бидејќи потекнуваат од, како да ја кажам, од тоа истото се однесува на Британија, така, од силни лабористички движења, работнички, па медиуми создавали и така натаму. Во Македонија ние имаме повеќе од нормалната висок паралелизам. Затоа постои историја, тоа не е случајно, не е тоа само Груевски, него така е развива медиумскиот систем, нема да ве замарам, тоа сите го знаеме, го чувствуваме. Третото, ниска собственичка автономија во уредувачките политики. И тоа го разбираме, сите можеме да го илустрираме и така натаму, што резултира со ниска новинарска независност. Во Македонија тоа е исклучително голем проблем. Пето, преовладува нешто што се вика, се уште новинарите се третираат, и дури и во нивната професионализација во образованието, се уште се третираат како општествено-политички работници. Еднакованица од социјализмот, се уште превагнува, затоа што новинарот е тој кој што не информира, туку ја објаснува реалност, ја контекстуализира. Затоа е коментарот се уште најпревладувачки облик и жанр во Македонија. Затоа што од новинарите се очекува не да информираат, туку да мобилизираат преку интерпретација на фактите. Не да информираат за фактите што рекол Грујо, него да го интерпретираат, да го надоградат и да сервираат у јавноста. И тоа се крупни проблеми кои што не може да се минуваат генерацијски за тие проблеми. Јас само предупредувам. Тоа значи дека дебатата е хоризонтална. Значи дебатата во македонските медиуми се води меѓу елитите, не се води вертикално. Дури и со појавата, особено во последните 5-6 години на социјалните медиуми. Се уште дебатата превладува да биде хоризонтална. И тоа е еден проблем што резултира со релативно мали тиражи и релативно мала гледаност на сериозни политички содржини. Значи, сакам да кажам, се има зашто е така. Не е ништо. Петото. Клучна е улогата на државата вон диспропорционално важна во функционирање на медиумскиот систем. Значи, преку политиката на одадочување, огромните субвенции, мешањето на пазарот, тука треба голема интервенција да се направи, зашто може да се разговара. Исто така е оваа агенција за медиуми, која што е едно клучно тело, за која можеме да направиме цел семинар од 5 дена како тоа треба да се реформира, но сакам да ви кажам тоа. И конечно еснафските здружувања, кои што кај нас се уште со бизнис и политички влијанија, дури овие обиди кои што ги направи ЗНМ во последните 5-6 години се жестоко под притисок. Но гледате, не е само ЗНМ еснафско здружување. Значи Македонија недостасуваат ни за еснафски здружувања од областа на медиумите. Ние немаме ни нешто што во нормалниот свет се вика Joint Industrial Committee, нешто што регулира односи на гледаност, на пазар, на цени и така. Немаме ништо од тоа. Ние имаме едно ЗНМ кое е спротивставено на голема политика, нападнато уште едно здружение и тоа е тоа. Што сакам да кажам за заклучам, за да не ве давам, но сакам да ставам рамка. Значи, македонскиот политички систем во теориска смисла е нешто што се вика високо политички поларизиран со ниска медиумска плуралност. Значи, ќе ви повторам, високо политички поларизиран, значи со големо влијание, со ниска медиумска плуралност. Мојата прогноза е негативна, дека ќе оди уште полошо во тој правец. И тоа е нешто што мора да се... Ваквите системи, иначе, во светот се идеални за популистички влијанија. Не е Македонија единствената, има у 2012 се проширија теориите, се вклучи и други земји и така натаму, се да не ве замарам, има прекрасни кои се бават со тоа, но сакам да ви кажам, ако разговараме за медиумски систем, низ тие 4 сегменти мораме да ги анализираме, тоа не може биде прашање само на политичка волја, тук мора биде прашање на една разработена стратегија како ќе се менува медиумски систем и не може биде прашање на еден месец, 2 месеци. Значи, тоа е толку структурен проблем што ќе земе години.
во сите овие погања што ги наведов и да немате илузии дека тоа на кој било начин ќе оди лесно, ниту дека ќе биде перфектно. Многу се големи интересите кои што се вплеткани. Лошата вест што е сега, да не кажувам работи што си знаете. Видите, нема никаква реформа на медиумскиот систем која нема да ја прави државата. Државата е еднакво на политичката власт на државата. Значи, за да уопште почнеме да разговараме за ова, треба да падне оваа власт. Ние сега може да отвориме нова дебата викендашка, која ќе биде новата власт, што ќе дојде и тука се разбира сите ние имаме секој мислења. Но таа реформа може да ја прави само власта. Кои се основните полуги кои ја мислам дека и тоа е процес, значи одма ви кажувам, ние полека се движиме кон некаква привремена влада. Таа привремена влада нема да има политички овластувања, бидејќи ќе биде во својата политичка суштина техничка влада, за да прави големо редефинирање на медиумскиот систем. Таа ќе има одредени цели влада, ќе има политичка согласност за некои работи што тоа веројатно ќе биде сконцентрирана на изведување фер избори. Ние веројатно ќе разговараме за редефинирање медиумскиот систем во некаква политичка влада која би дошла со некаков капацитет за од сега година и пол до 2. По пат може многу работи да се направат, но редефинирањето одма тоа е значи првата лоша вест. Втората лоша вест. Таа дебата што треба да уследи со таа политичка влада, таа ќе има лимитирани демократски капацитети во смисла на дозволување. Ако сакате да редефинирате медиумски систем, особено за кратко време, ќе мора да се носат и рискантни, сублимирани решенија кои би дале на пократок резултати, а потоа би се редефинирали. Значи, под еден, не може да правиме ние редефиниција додека законски не одговараат сите кои што се умешани од беззаконие. Тоа значи дека ќе има апсење. Апсење не правиме ја и Геро, значи прави обвинителство, случаи, кривични судења и така натаму. Значи редефинирањето на медиумската сфера прво ќе се почне по закон. Што е од тоа перени пари, што се давани на рака, што се началниче, не началниче, сето тоа ќе се стави. Второ, државата има 3 клучни лостови со кои може да прави редефинирање на системот. Прво, регулација, тоа е оваа гилјотина за која говори Геровски. Значи едно комплетно прегледување, не се тоа многу закони. Тоа се во суштина 3-4 закони кои што се клучни за оваа сфера, кои треба да се редефинираат, а кои што експертите од другата страна, видите, треба само да се вратите наназад како ги редефинираат. И потоа во скратени постапки да се врати ситуацијата законски. Второ, распуштање на постоечките тела. Распуштање со декрет, не е тоа многу демократско, тоа за тоа ќе одлучува собраниското мнозинство. Распуштање на хемичарите од Совет за радио, од агенција. Распуштање на управен одбор, ама мандатот им бил, нема мандатот. Од денеска се распушта. Распуштање на тајната служба во Македонија. Кој словенците што направи? Ја распуштија во еден ден. Следниот ден распиша нов конкурс. Правам паралела, само да ви кажам дека тоа е се можно. Со декрет, па сега, затоа што видовме кај сте. Трето, многу е моćна државата и тоа не може во Македонија да се изведе без финансиска улога на државата во медиумите. Значи, ја не мислам дека државата треба да престане да се меша во медиумскиот систем со финансии на ваков пазар како што е во Македонија. Но тоа мора да биде на потполно поинакви основи. Значи, тоа мора да биде на потполно... И пазите, ја не ви зборам у ветар, тоа е правено и се знае како се прави. Значи, ја не се залагам за нешто што е сега сам летње ночи. Се е тоа изведено. Транспарентно со критериуми. И потоа со стимулирање од страна на државата работи кои не се профитабилни.